Почитуван господине Тичински, Ваша екселенција, амбасадор на Полска во Република Македонија, почитувани останати представници, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, ми представува денеска особено чест и задоволство да ги споделиме резултатите од проектот за услуги изработка на ортофото карти и дигитализација на употребата на земјоделското земјиште и развој на IT софтвер за фарм регистерот и фадан системот и надградба на LP софтверот. Овој проект е финансиран од инструментот за предпристапна поддршка на Европската унија. Проектот финансиран од Националната програма ИПА 2012 се спроведуваше во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и трае вкупно 21 месец, а висината на проектот е 900.000 евра. Целта на овој проект беше изработка на авионски снимки на целата територија на држава, од кој што се изработија ортофото карти и дигитален модел на теренот. Врз основа на снимките ќе биде извршено ажурирање на парцелите во системот за идентификација на земјишните парцели. Дополнително, со овој проект беше изработен слој на искористеност на земјиштето преку кој што се доби информација за целокупното расположливо земјоделско земјиште, поделено во неколку категории, тоа раници, оранжери и пластеници, долгогодишни насади и пасишта. Процесот на изработка на овие авионски снимки е активност која што е согласно европските регулативи и препораки за одржување на ажуриран систем на идентификација на земјишните парцели преку соопфатно ажурирање на земјишните парцели од страна на земјоделските стопанства. Овие нови авионски ортофото снимки се изготвени после 10 години и освен Министерството ќе може да ги користат и други заинтересирани институции кои што работат во областа како што се Агенцијата за катастар на недвижности, Агенцијата за просторно планирање и други државни институции. Успешното функционирање на интегрираниот систем за администрирање и контрола е еден од најзначајните приоритети во процесот на евроинтеграцијата на Република Македонија во однос на реформите во делот и областа на земјоделството. Целосното функционирање на системот ќе обезбеди ефикасен механизам за администрирање и контрола на програмата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Конкретно, точните податоци кои земјоделец со колкава земја располага или број на насади или на добиток е важна за навремена и правилна исплата на субвенциите од страна на платежната агенција. Клучните подсистеми на интегрираниот систем за администрирање и контрола покрај останатите се системот за идентификација на земјишните парцели, ЕЛПИСот, базиран на комплутеризиран географски систем на информации кој што возможува графички преглед на земјишните парцели, со што се ограничува можноста за неправилно внесување на податоците при процесот на апликација за финансиската поддршка и добивање на средства. Надградбата на овој софтвер исто така беше реализирана од страна на самиот проект. Дополнително беше изработен нов софтвер за регистерот на фарми, кој што исто така е клучен подсистем на интегрираниот систем за администрирање и контрол, усогласен со барањата на Европската унија и интегриран со ЕЛПИС софтверот. Со интеграцијата помеѓу различните бази на податоци и регистри се овозможи од една страна поедноставен и посигурен процес на аплицирање од страна на земјоделците за програмите за финансиска поддршка, а од друга страна обезбедување на корисни податоци за креирање на државните политики во однос на земјоделството и во однос на бизнис секторот. Во брзо време се очекува да започне уште еден проект финансиран од Европската унија преку ИПА 2015 програмата, со која што ќе се надгради интегрираниот систем за администрирање и контрола во платежната агенција, со што ќе се овозможи непречено функционирање на самиот систем согласно европските регулативи. Паралелно и софтверот на мрежата на сметководствени податоци од земјоделските стопанства, фаданот, беше заменет со потполно нов софтвер изработен од страна на самиот проект. Овој софтвер представува единствена база на податоци од која што се обезбедуваат ефикасни економски и финансиски податоци на ниво на земјоделското стопанство, кои што се користат при изработка на анализи за земјоделските политики. Крајните резултати на самиот проект ќе придонесат за креирање на нови развојни политики во земјоделството, поддршка на реформите во евроинтегративните процеси, како и успешно функционирање на ИЕК системот согласно барањата и регулативите на Европската унија. Затоа, во името на
владата, на министерството, во името на целиот тим кој што е тука со нас и е дел од министерството и во претходниот период интензивно работел и работеше посветено на овој проект. Патуваме голема благодарност до Европската Унија, што возможи реализација на овој проект, кој што ќе придонесе кон јакнење на административно-техничките капацитети, како и кон успешно спроведување на сите наши реформи и програми. Мене ми е особено драго уште еднаш да се заблагодарам на делегацијата, на сите вклучени во овој проект. Вчера започнавме нов проект заеднички, денеска означуваме крај, односно анализа на сите резултати на овој проект кој што внимателно го следевме во претходниот период и кој што покрај сите ризици, благодарение на напорите на сите луѓе кои што и денеска се тука со нас и од ова, но и посебно оние кои што беа дел од министерството, од тимот, ги гледам тука, навистина чест ми е да го закружиме овој настан со успешно презентирање на резултатите и уште еднаш благодарност од име на граѓаните на нашата земја за целокупната поддршка и за сето она што е направено во рамки на овој проект. Благодарам.